се појавив околу 18 часот имавме тонска проба, веќе во 22 часот требаше да настапиме. Мене се уште не ми беше верно јас каде се наоѓам, со кого се наоѓам. Млад музичар кој за кусо време бележи успех. Бока Конга имаше несекојдневна можност да застане рамо до рама со единствените Gypsy Kings. Добив повик пред месец дена дека треба да настапувам со Gypsy Kings тука во Скопје беше, од затворен тип што не можам да именувам како и што нормално. Добив повика дека треба да настапувам со нив. Првиот пат не ми беше верно, така и остана. Добив уште еднаш повик. Дефинитивно Бока Конга треба да настапи со нив. Само што почнаме, значи ќе видат двете глави како се вртат кон мене. Тоа беше тоа, значи дефинитивно треба да се опуштам, си се опуштив. Настапот течеше безпрекорно, супер одлично. Највише сум изненаден од нив со тоа што јас добив 4 со лажи. Реално тоа е многу поголем успех, без разлика и какви настапи имам во приватно лице и во јавност, и седно, че оној настап што ми се деси со нив беше тотално најголемиот успех до сега. Неговиот блесок момент се случи со Gypsy Kings, но и пред нив не заборава на македонските изведувачи. Имам настапувано со Викторија Лоба, мислам во последнија години, последно сум со Сладкаристика, значи со Марко. Не сакам да ги именувам нели са нормално сите кои биле како биле. Не сакаш да ми откриеш, но вака ќе го преформулираме прашањево. Кои македонски звезди глумат звезди, а кои се навистина звезди во твоја дефиниција? Јас ќе кажам само кој дефинитивно е звезда според мене. Моментално, според овие настапи све. Значи дефинитивно Сладкаристика, Марко ми влезе во срцето со тоа што дефинитивно човекот знае како да се биде звезда, бидејќи он е веќе звезда во Македонија и пошироко од Македонија. Знаеме дека ова шоубиз и знаеме дека нашите гледачи ги интересира многу за настапот на Gypsy Kings, така што можеш ли, ако не можеш да ми ја кажеш цифрата, како ти беше платен за овој настап, нели приватна забава, дали можеш да ми откриеш со движењето на твојата брада, дали беше малку или нешто многу злаво, ако повеќе? Дали може од овдека вака да почнеме? Значи имаме многу. Точно. Многу нули. Незгодно прашање. Незгодно прашање. По настапот со Gypsy Kings, агендата на Бока е генерално блокирана. Последниве 2 години сум најактуелен кога станува збор за свадбените прослави. Дури рекордот го рушам со тоа што во една вечер успеам да стигнам и на 3 свадбени прослави. Се успева? Се успева многу тешко, гледам значи да бидат по 2 барем максимум, бидејќи Приватен живот нема? Нема приватен живот, дефинитивно само легни стани, дури и соното нешто треба да го имаме, го немаме. Колку години имаш? 24. До кога вака? Мислам дека до крајот на животот ќе биде вака. Дали ја крена цената на своите настапи? Дали ќе се појави уште една можност да ја дели сцената со светски звезди? И каква иднина му предстои? Останува бурно да го следиме.